Кукавички е обидот на Никола Груевски да ги пополнува собраниските комисии за надзор на УБК, Агенцијата за разузнавање и мерките за следење на комуникациите. Не може политичката гарнитура, која што му овозможи на Сашо Мијалков, ниту еднаш во 9 години да не се појави на отчет за својата работа пред комисијата, која што овозможи УБК без никаква контрола да прави бројни злоупотреби и која што ја предизвика политичката криза во Македонија, сега, под притисок на меѓународната јавност, да глуми дека сака да го реши проблемот. Со ваквото однесување Никола Груевски директно го прекршува договорот постигнат на 2 јуни. Да е абсурдот поголем, постои и официјален документ кој што потврдува дека е формирана собраниска комисија за надзор на работата на УБК и Агенцијата за разузнавање. Оваа комисија веќе испратила официјален допис пред 2 дена, на 24 јуни, до Агенцијата за разузнавање. Како што покажува овој документ, со првична намера да изврши надзор во Агенцијата за разузнавање на вчерашниот датум, 25 јуни, четврток, за потоа да ја презакаже работната посета на 29 јуни, понеделник, во 11 часот, на денот кога е закажано продолжението на политичкиот диалог на лидерско ниво. Дури и председавачот на Комисијата за надзор на работата на УБК и Агенцијата за разузнавање, која што треба да е предводена од опозицијата, надвор од здравата логика, е председавач од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Извештајот на Прибе констатира ужасни состојби во Република Македонија. Тоа што сега Груевски се обидува со наводни акциски планови за ЕУ, наводни комплетирања на парламентарни комисии, закани до раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и председателот Заев со судски постапки за лажни дела да го смирува своето членство, всушност покажува колку самиот Никола Груевски е во агонија. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски, а најмалку контролата и надзорот на работата на УБК, Агенцијата за разузнавање и мерките за следење на комуникации. Благодарам, поверете прашање. Дали со ова се подкопуваат преговори до што треба да продолжат нели понеделник со овие активности? Очигледен е стравот и паниката и агонијата во која што се наоѓа Никола Груевски, тој прави се да не дојде до политичка разрешница на кризата во Република Македонија. Груевски во интервју за Financial Times вели дека нема намера да се повлече од премиерската позиција. Решение на кризата гледа со давање на опозицијата некои вид контролни функции во клучните министерства и појака улога на ДИК. Вие цело време повторувате дека нема да се согласите со вакво нешто. Како сега ќе седнете во пределник преговарачка маса кога ова е прашање за кое што дебело треба да се подзамислат слепите следбеници на Никола Груевски во владата на Република Македонија и во раководството на ВМРО ДПМНЕ. Самиот Груевски им кажува дека е спремен да ги жртвува било кој од нив, само да остане председател на владата на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да прифати преодна влада која што ќе биде раководена од Никола Груевски. Како коментирате најновиот извештај на Стејт департментот? Исто како извештајот за Прибе и извештајот на Стејт департментот покажува во каква всушност реална состојба се наоѓа Република Македонија. Трагична, агонична, со срушени институции, со разрушени општи стандарди кон кои што целиме како земја кандидат за членство во Европска унија и НАТО. Оваа политичка гарнитура на чело со Никола Груевски е директен предизвикувач на состојбите во македонската на ваквите состојби во македонската држава и македонското општество и што само ја потврдува нашата теза и нашето барање и единствениот логичен излез од политичката криза Никола Груевски да замине од челото на влада Република Македонија. Кажавме на неколку пати, не може структурата која што ја предизвика кризата во Република Македонија сега да глуми дека сака да ја разреши. Ако Никола Груевски навистина бил посветен на постигнување на европските стандарди во македонската држава и македонското општество, немаше да бидеме нова дережа на која што сега се наоѓаме. Добро, во ваква така, што може да се очекува ваква ситуација сега од преговорите во понеделник? Социјалдемократскиот сојуз, согласно тоа што го има јавно и декларирано и кажано,
и подпишано во анексот на договорот ќе се појави на 29-ти, меѓутоа тоа не значи дека ние ќе отстапиме од оние позиции кои што јавно ги имаме декларирано. Подсетувам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствена политичка партија која што партиципира во политичките разговори за разрешување на кризата, а која што има јасно искажани ставови и мислења по однос на истото. Прашете го Никола Груевски кои се неговите гледања. Нема. Само ја потврдува агонијата, веќе рековме, само ја потврдува агонијата во која што се наоѓа Никола Груевски. Заканите кон раководството на членови на раководството на Социјалдемократскиот сојуз со судски постапки, заканите директни со лажни обвинувања кон претседателот на Социјалдемократскиот сојуз. Ова раководство и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија воопшто нема да го помести или пишмани во она што представува исконска потреба на македонската држава и на македонското општество. Тоа е да во нашата држава конечно завладеат демократијата, завладее демократијата, завладеат европските стандарди и норми на нормално, здраво демократско живење во државата.